Благодарам, почитуван председателе, почитувани пратеници. Денеска пред вас е дополнетиот предлог на буџет за 2014 година. Буџетот е најважниот документ на економската политика, кој што ги утврдува приоритетите и економските политики за следната година. Оттаму очекувам и повикувам на една сеопфатна, аргументирана расправа по сите прашања што се значајни за животот на граѓаните и да ги дефинираме на најдобар можен начин со цел да постигнеме најголеми ефекти со расположливите средства. Буџетот за 2014 година е буџет кој што ќе донесе повисок, подинамичен економски раст и ќе ја задржи социјалната стабилност. Подинамичен економски раст буџетот ќе донесе преку реализација на значително повисокиот износ на капитални инвестиции во инфраструктурни проекти со кои што ќе се ангажираат домашното градежништво, индустријата и многу други стопански гранки и македонското стопанство и македонските предпријатија ќе имаат силна поддршка во текот на целата година и на тој начин ќе оствариме заеднички повисок економски раст. Задржувањето на социјалната стабилност пак ќе биде постигнато преку предвидениот зголемен износ на средства за пензии и социјална помош, за кој што ќе има покачување, почнувајќи од мартовската исплата, како и зголемениот износ на субвенции за земјоделството, кој што е предвиден на историски највисоко ниво од 140 милиони евра. Дозволете да се осврнам сега на основните макроекономски претпоставки врз основа на кои што е направен буџетот за 2014 година. Македонската економија во 2013 година имаше силно заздравување, кое што беше подобро од очекувањата. Во првите 9 месеци од годината остварен е раст на бруто домашниот производ од 3,2%, што е трет најдобар резултат во Европа. Само Турција и Летонија имаат повисок економски раст во овие 9 месеци од Република Македонија, што покажува дека економските политики, како и буџетот за 2013 година, беа добро скроени и ги постигна најдобрите можни резултати во вакви околности. Иако европската економија во добар дел од овие 9 месеци беше во рецесија, а таа е најзначајниот трговски партнер на Република Македонија, сепак врз основа на зголемениот износ на капитални инвестиции од буџетот, навремената и редовна исплата на сите обврски, која што се случи во првите месеци од годината, како и при крајот на минатата година, кога целосно државата се разложи кон стопанството, редовната исплата на субвенциите, како и реализацијата на сите други реформски политики за кои што се обезбедени средства во буџетот за 2013 година, помогна македонската економија да оствари добри резултати, да имаме успешна економска година. Главните столбови на економскиот раст во првите 9 месеци од годината беа секако капиталните инвестиции од буџетот, односно реализацијата на голем број на инфраструктурни проекти и второ, високиот износ на странски инвестиции и извозот на компаниите од кои што работат во слободните економски зони, кои што веќе придонесуваат со над 20% во извозот на стоки од Република Македонија. Како што може да претпоставите, и двете овие компоненти, генераторите на економскиот раст, тоа се капиталните инвестиции, странските директни инвестиции и извозот, не се случајно остварени, тие се резултат на политиките на владата на Република Македонија, кои што се преточени во буџетот за 2013, но и за претходните години, и кои што овозможија од секоја година да се зголемува износот на реализација на капиталните инвестиции, каде што се градат регионални и локални патишта, каде што почна изградбата на автопатот од Емиркапија до Смоквица, каде што се реконструираа и се опремуваа болници, се градаа и се реконструираа училишта, се реализираа спортски објекти, се градаа канализации и водоводи, се градат објекти за културата и се она што може да ја раздвижи економијата. Сето тоа значеше работа за македонските компании, ангажирање на македонски работници, кои што во форма на директни изведувачи или подизведувачи вклучија и голем број на помали и средни фирми, и сето тоа значеше обезбедување на работа за приватниот сектор во Република Македонија. Токму од тие причини градежништвото во првите 9 месеци оствари раст од 32%, раст што е највисок во Европа, би рекол и нема друга земја во Европа каде што градежништвото во вакви услови на криза на економијата во Европа остварува раст. Тоа е значи резултат директно на овие политики на владата на Република Македонија, кој што ги поддржа владеачкото мнозинство во ова исто собрание и ги преточи во конкретни алокации во буџетот за 2013 година.
И вториот генератор на економскиот раст, тоа се странските директни инвестиции и извозот, што се реализира преку компании како што се Johnson Matthey, Johnson Controls, Technohose, Kemet Electronics, Kromberg & Schuber, Drexel Meyer и многу други, придонесуваат веќе со 20% во македонскиот извоз. Тоа е извонреден резултат кој што покажува дека она за кое што 20 години зборувавме во Република Македонија веќе се случува, а тоа е се поголем број на глобални компании да се решат да вложат во нашата земја врз база на подобрени услови за водење на бизнис кои што се потврдени преку 25-тото место што го имаме во рамките на Doing Business извештајот на Светска банка, но и многу други извештаи како и потврдата од Standard & Poor's и Fitch за кредитниот рейтинг на Република Македонија. Сето тоа покажува дека со добро водење на политиките, но и со реформи во сите области, вклучително значи и регулаторната реформа, подобрувањето на работата на катастарот, подобрувањето на работата на централниот регистар, УЈП, царина и сите други институции, може да се оствари привлекување на инвестиции, да се раздвижи македонската економија и да се намали оној технолошки јаз кој што постои меѓу Македонија и европските земји, бидејќи овие компании во слободните зони произведуваат производи со висока технолошка вредност, производи кои што веќе доминираат во македонскиот извоз, како што се катализатори и друга опрема и други автоделови за автомобилската индустрија. Тие два генератори на економскиот раст ќе ги има и во буџетот за 2014 година, како и во буџетите за следните години, и оттаму можеме да бидеме уверени дека како политики и како поддршка за развојот на македонската економија ќе и понатака ќе играат истата улога. Она што е значено е во текот на следниот период да продолжат и другите политики што се битни за зголемување на економскиот раст, а тие се повисока кредитна поддршка за македонското стопанство и за македонските фирми и на време на исплата на сите обврски. Токму тие компоненти на буџетот за 2014 година даваат уверување дека и за следната година може да сметаме на добри економски резултати. Имено капиталните инвестиции во буџетот за следната година се позиционирани на повисоко ниво во однос на 2013 година, а отварањето на нови производствени погони, како и поголемата кредитна поддршка на македонските фирми преку обезбедената нова кредитна линија од 100 милиони евра со субвенционирана камата од 5,5% преку Европската инвестициска банка, секако ќе влијаат за зголемени подобрени перформанси на македонските предпријатија. Инфлацијата и во текот на 2013 и во текот на 2014 година ќе остане во рамките на контролираните вредности на ниско ниво од околу 3%, а очекуваме и банкарскиот сектор и понатаму да ја задржи стабилноста, со тоа што, како што реков, веќе се создадени услови преку помалиот ризик во економијата на Македонија, но и во европската економија да се зголеми активноста и кредитната поддршка на банките кон македонските фирми. Сите овие случувања во македонската економија во 2013 година, кои што се позитивни, се одразија и на идентичен начин врз пазарот на работна сила. За прв пат откако се мери стапката на невработеност во нашата земја, а тоа е од 1996 година, невработеноста прво падна под 30%, значи она психолошка бариера, психолошко ниво од 30% невработеност е срушена и последните податоци што се расположливи од страна на Државниот завод за статистика се дека Македонија има стапка на невработеност од 28,8%. Ако се подсетиме дека пред 6-7 години таа стапка на невработеност беше 38%, јасно е дека 10% поени намалување, односно за 1/3 е намалена стапката на невработеност во нашата земја, што е секако сериозно и добро стварување, посебно ако се има предвид дека ова намалување на невработеноста е остварено во услови на криза во европската економија, во услови кога европската економија се наоѓа во рецесија и во услови кога во речиси сите земји во Европа без исклучок дојде до значително зголемување на невработеноста. Дали е тоа конечната цел и конечната, да речам, конечниот резултат, секако не, и политиките и проекцијата на буџетот за следната година и следните години, како и реализацијата на бројните инвестиции што се предвидени во делот на приватниот сектор, секако ќе овозможат и понатака да продолжи намалувањето на стапката на невработеност, која што се уште е на високо ниво и покрај тоа што има тренд на подобрување. Врз основа на ваквата појдовна позиција, односно солидната база и добриот момент во кој што се наоѓа македонската економија во 2013 година, има основа да се предвиди дека
во следната година ќе имаме и повисок економски раст. Проекциите на Министерството за финансии за следната година се дека економскиот раст ќе достигне најмалку 3,2%, мерено преку бруто домашниот производ, а инфлацијата ќе остане во зоната на ниски вредности околу 3,3%. Кон тоа треба да се додаде и очекувањето дека ќе започне реализацијата на неколку крупни проекти кои што ќе дадат дополнителен импулс на раздвижувањето на македонската економија, но и фактот дека европската економија конечно излезе од рецесија. Последните резултати во Европа се за третиот квартал позитивна стапка на раст од 0,2%, пред тоа имаше вториот квартал 0,4%, а за следната година за земјите од Европската унија, за 28 членки на Европската унија, предвидена е стапка на раст од 1,4%. Ако во услови кога европската економија имаше нулта стапка на раст или 0,2%, Македонија успеа да оствари над 3% раст, секако дека може да очекуваме следната година со 1,4% на раст на европската економија, дека и македонската економија ќе успее да го оствари растот од над 3,2%, кој што верувам дека може и да биде надминат доколку правилно се реализираат сите политики што се предвидени во буџетот за следната година. Дозволете сега накратко да се осврнам и на главните позиции на буџетот во 2014 година. Вкупните приходи на буџетот за 2014 година се планирани на ниво од 158 милиарди 243 милиони денари, додека расходите се планирани на ниво од 176 милиарди 514 милиони денари. Ваквите проекти резултираат со планирано ниво на буџетски дефицит во износ од 3,5% од бруто домашниот производ. Би сакал тука да се осврнам на нивото на буџетски дефицит и да истакнам дека ваквото ниво на буџетски дефицит, како и во текот на претходните години, се покажа дека е оптимално дозирано за потребите на македонската економија. Имено, буџетскиот дефицит во овие години кога се уште приватната потрошувачка заради состојбите во европската економија не е на оптимално ниво и се уште на пониско ниво од она што е потребно за раст на македонската економија, буџетската потрошувачка е таа што треба да го компензира недостатокот на екстерната побарувачка, односно на извоз на стоки на сите европски пазари и на тој начин да го дополни ефектот од зголемениот извоз од страна на глобалните компании што работат во слободните економски зони. Токму од тие причини, едната функција на буџетот ќе биде да го компензира овој ефект на се уште слаба европска економија и со повисок износ на расходи, посебно во делот на капиталните инвестиции, да помогне да се постигнат повисоки стапки на економски раст во Македонија од она што би било доколку би го немале тој поттик, тој фискален поттик. Од друга страна, Република Македонија е една од ретките земји, посебно во југоисточна Европа, ми се чини дека сме единствени, што има фискален простор, и тоа не е оценка само на владата, туку е оценка на ММФ и на Светска банка, за привремено да го одржи нивото на буџетски дефицит на повисоко ниво, со цел да и помогне на економијата. Имено Македонија е ниско задолжена земја, четврта најниско задолжена земја во Европа, и преку предвремената отплата на кредитите во добрите економски години создаде простор во лошите економски години, како што се овие години на европска и светска криза, да може да остварува повисок дефицит, да може да позајмува пари, се разбира умерено и со внимателност за тоа за кои потреби се позајмуваат тие пари, а да при тоа не го надмине нивото на долг што би било ризично за земја како Република Македонија. Оттаму со тие две функции, значи од една страна да се даде поддршка на економијата и да се компензира ефектот на светската и европска криза или нискиот раст на европската економија за следната година, ако попрецизно зборуваме, а од друга страна да се внимава да се одржи долгот на ниво што е долгорочно одржливо и кое што Република Македонија комотно и без поголеми проблеми ќе може да го враќа во иднина, е поставен буџетскиот дефицит позициониран на 3,5% од бруто домашниот производ. Приходната страна на буџетот за 2014 година е конзистентна со економските политики што владата ги води од 2006 година, а тоа е Република Македонија и натаму да остане земја со најниски даноци во Европа. На приходна страна не е предвидено зголемување на ниеден данок, на ниедна категорија на данок, и од тие причини веруваме дека
македонското стопанство, македонските бизнисмени може да бидат задоволни од тоа како е поставен буџетот. Значи, на приходна страна за нив не се предвидуваат дополнителни трошоци, не се предвидуваат дополнителни оптоварувања, ниту во форма на даноци, ниту во форма на други давачки кон државата. Во тој дел ќе остане структурата на приходите таква како што во која што најголемо учество ќе имаат даночните приходи и социјалните придонеси, на кои што отпаѓаат околу 85% од приходите, а останатите приходи од буџетот ќе се остварат преку неданочни приходи, каде што спаѓаат таксите, концесиите, капиталните приходи и се разбира приходите по основ на донации. Расходната страна на буџетот е таа што ги дефинира пак политиките на владата во делот на користење на овие средства што се прибрани на приходната страна. Вкупните расходи во буџетот за 2014 година, како што реков, планирани се на износ од 176 милиарди 514 милиони денари, при што во 2014 година ќе продолжи тенденцијата на подобрување на структурата на расходната страна на буџетот. Имено, неколку години наназад веќе забележлив трендот на зголемување на учеството на капиталните инвестиции во рамките на вкупните расходи за сметка на тековните расходи. Тоа е политика што треба да продолжи натаму, бидејќи не може да се направи радикален пресврт во една или две години, но потребно од година во година да се создава поголем простор за капитални инвестиции и со предвидениот раст на капиталните расходи за 2014 година, кои што се за 11% повисоки од колку расходите во ребалансот за 2013 година, вкупното учество на расходите, на капиталните расходи во вкупните расходи ќе биде 12,7% во однос на 11,9% во 2013 година. Значи, повторувам, во структурата на расходите ќе има поместување во насока на зголемување на учеството на капиталните расходи од 11,9 на 12,7% од вкупните расходи. И таа тенденција треба да ја продолжиме и понатака без разлика кој го креира буџетот и на кој начин се поставуваат економските политики. Тековните расходи пак се планирани да растат со само 3,9% во однос на 2013 година, што се должи на две политики. Едната е сите останати тековни расходи ќе се задржат на речиси непроменето ниво во однос на 2013 година. Тоа се стандардните расходи за стоки и услуги за корисниците на буџетски средства, додека овој раст од 3,9% произлегува од предвиденото зголемување на пензиите, платите на вработените во јавниот сектор, социјалните надоместоци и субвенциите во земјоделството. Во однос на платите, политиката за следната година е да има зголемување на платите сразмерно можностите на буџетот и на државата и во тие рамки со прецизни, внимателни пресметки кои што беа направени во Министерството за финансии. Констатирано е дека може да се реализира планирано покачување на платите од 5%, почнувајќи со исплатата на октомвриската плата. И со ваквата, би сакал да потенцирам дека ваквото зголемување на платите Република Македонија ќе ја издвои од останатите земји во Европа, кои што во овие времиња не само што не ги зголемуваат платите, туку и ги намалуваат во јавниот сектор. Значи, ние смогнавме сили и издвоивме средства. Се разбира доколку вие пратениците го поддржите буџетот за 2014 година, да има зголемување на вработените во јавниот сектор, на војската, на полицијата, на здравствените и културните работници, на просветните работници, на социјалните работници и сите други што добиваат средства од буџетот. Во текот на 2014 година, како што реков, ќе продолжи стриктната контрола на останатите тековни расходи за стоки и услуги. Тие се проектирани на 18 милиарди 661 милион денари и се доволни за редовно и непречено подмирување на сите обврски на буџетските корисници за стоки и услуги, при што се обезбедени средства за финансирање и на претседателските избори и за значително зголемување на здравствените програми. За социјални трансфери во буџетот на 2014 година се проектирани средства во износ од 78 милиарди 667 милиони денари, при што во рамките на оваа категорија се опфатени мерките на владата за подобрување на стандардот на пензионерите и корисниците на социјална помош. Имено повторно врз основа на прецизни пресметки кои што се направени за 2014 година за приходната страна и за трошоците на живот, констатиравме дека можеме да ги зголемиме пензиите и да ја зголемиме социјалната помош, и тоа ќе се случи со исплатата на мартовската пензија, односно пензијата што ќе се исплати во март, февруарска пензија што ќе се исплати во март,
како и социјалната помош што ќе се исплати во март. Значи, пензиите и социјалната помош почнувајќи од март ќе бидат повисоки за 5% во просек. За исплата на паричен надомест во случај на невработеност за невработени лица предвидени се 1.752 милиони денари, а за спроведување на активните политики и мерки за вработување 320 милиони денари. За здравствена заштита во буџетот за 2014 година е планиран износ од 22 милиарди и 217 милиони денари, што разбира дека се обезбедени средства, поголеми средства за сите програми на здравствена заштита. Во буџетот се предвидени и средства за редовно и навремено исплаќање по основ на правата од социјална заштита на сите ранливи категории на граѓани и, како што кажав, зголемувањето од 5%. Меѓутоа, во буџетот за 2014 година владата предвиде и нови социјални права, односно исплата на средства за нови социјални права. За правото на посебен додаток за самохрани родители на деца со пречки во развојот ќе биде зголемено за 50%, при што на месечно ниво истото ќе изнесува 6400 денари. Во областа на социјалната заштита, освен постојното право на надоместна плата за скратено работно време, поради нега на дете со тешки и најтешки пречки во психичкиот или физичкиот развој, и правото на паричен надомест за помош на нега од друго лице, се предвидува и ново законско решение, односно ново право за додаток за глувот како парична помош во износ од 4000 денари месечно за околу 870 потполноглуви лица, додека постојното право на додаток за мобилност во износ од 7000 денари месечно е проширено и за лицата со квадриплегија. Истовремено во буџетот се испланирани средства за поддршка на функционирањето на постојните дневни центри и на народните кујни, како и средства за субвенционирање на трошоците за потрошувачка на енергија на најзагрозените категории на граѓани. Расходите за субвенции за земјоделството исто така во 2014 ќе бидат зголемени за дополнителни 5 милиони денари, со што ќе достигнат историски највисоко ниво од 140 милиони евра. Тоа е континуитет во политиките на владата што беа започнати уште 2006 година. Во периодот до 2013 преку 500 милиони евра беа исплатени веќе на земјоделците во вид на субвенции, и со таквата политика и во кризни и во помалку кризни времења продолживме и понатаму и ќе продолжиме и во 2014 година. Зголемениот износ на субвенции вклучува и зголемен износ на средства за програмата за рурален развој, од која што се обезбедуваат средства за поддршка на малите фарми и на индивидуалните земјоделства и како и поддршка на руралните средини, оние што се најсиромашни и каде што ќе се реализираат капитални проекти со помош на програмата за рурален развој. Сите овие претходно спомнати факти покажуваат дека владата посветува целосно внимание на задржувањето на социјалната стабилност и на поддршка на сите ранливи категории на граѓани, и тие политики, како и во досегашните буџети, се целосно вклопени во расходната страна на буџетот за 2014 година. Значи, освен силната развојна димензија, вклучуваме и димензија за социјална стабилност и поддршка на ранливите категории на граѓани. Да се осврнам сега на капиталните инвестиции како еден од најзначајните сегменти на расходната страна на буџетот. Во изминатите неколку години капиталните проекти беа тие кои што буквално го спасија македонското стопанство, пред се градежништвото и голем дел од индустријата, овозможија опстанок на стотици мали фирми и средни фирми во Македонија и секако задржување на работните места на илјадници македонски работници. Таквата политика се покажа како неопходна во услови на економска криза, тогаш и кога кризата постепено слабееше, таа даде резултати. Македонското градежништво е единствено кое што во вакви околности остварува раст, не само раст, туку и висок двоцифрени стапки на раст од преку 30%, и затоа и во буџетот за 2014 година продолжуваме со овие политики. Скупниот износ на средства што се обезбедени за капитални инвестиции во буџетот за 2014 година изнесува 22 милиарди 377 милиони денари, што представува 11% зголемување во однос на оваа година. Би сакал да истакнам дека дополнително на овој износ на капитални инвестиции од буџетот на Република Македонија предвидени се капитални инвестиции и во буџетот на јавното претпријатие за патишта, кое што е веќе издвоено од буџетот на Република Македонија, и таму има 9 милиарди и 800 милиони денари за реализација на капитални инвестиции во делот на патната инфраструктура, пред се изградбата на двата нови автопати Скопје-Штип и Кичево-Охрид, како изградба на голем број на регионални и локални патишта. Ако се соберат овие
две ставки, капиталните инвестиции од буџетот и капиталните инвестиции на јавното предпријатие, доаѓаме до износ од 525 милиони евра во вид на капитални инвестиции, што ќе завршат во македонската економија, ќе дадат силен замаец на економскиот развој во 2014 година, кој што ќе биде изразен преку реализацијата на бројни инфраструктурни проекти. Во делот на патната инфраструктура, освен двата нови автопати, кои што ќе започнат да се градат во првата половина, односно првиот квартал од 2014 година, значи уште во првиот квартал од 2014 година е предвидено да започне изградбата на автопатот Скопје-Штип и автопатот Кичево-Охрид, ќе продолжи и ќе се интензивира изградбата на автопатот на коридорот 10 од Демиркапија до Смоквица и ќе се воедно ќе продолжи реализацијата на голем број на регионални и локални патишта што се финансираат преку средства од Европската банка за обнова и развој и на Светска банка. Во рамките на буџетските средства што се наменети за капитални расходи, освен расходите за патната инфраструктура, предвидени се и проекти во делот на железничката инфраструктура. Ќе продолжи реконструкцијата на пругата на коридорот 10, која што ќе овозможи забрзан проток на стока и патници по коридорот 10, но и ќе започне реализацијата на децениски најавуваниот проект за изградба на пругата кон Бугарија. Исто така во првиот квартал од 2014 година ќе имаме веќе почеток на градбата на пругата од Куманово до Белјаковци како прва фаза од овој проект. За вложување во комунална и енергетска инфраструктура, во буџетот се проектирани капитални инвестиции во износ од 1.375 милиони денари, при што е предвидено да се реализира изградбата на националната гасоводна мрежа и изградбата на водоводни и канализациони системи во општините. Финансирањето на овие инфраструктурни проекти, освен од буџетот, како што знаете, ќе биде и со наплата на средствата од рускиот долг, како и користење на средства од Европската инвестицијска банка. Со тоа ќе се реализираат водоводи и канализации во речиси сите општини во Република Македонија, на што треба да се додаде износот на средства обезбедени за 8 општини од КФВ банката, тоа се Битола, Гевгелија, Гостивар, Кавадарци, Кочани, Неготино, Радовиш и Тетово, за кои тоа се предвидено да се реализираат 253 милиони денари само за овие 8 општини. Преку проектот за подршка на општините од Светска банка, исто така ќе продолжи реализацијата на значени капитални проекти во општините, пред се изградба на локални улици, изградба на индустријски зони, реконструкција на училишта, изградба на детски градинки, водоводи и канализации, за што во 2014 година се предвидени 613 милиони денари. Во буџетот на Република Македонија за 2014 година е содржан еден од клучните приоритети на владата, а тоа е поддршката на изградбата на слободните зони или технолошко-индустријските развојни зони. 14 вакви развојни зони се градат во Република Македонија, од кои 4 се готови, а останатите се во фаза на градба и нивната изградба ќе продолжи следната година преку издвојување на 505 милиони денари во буџетот за следната година. За здравствениот сектор, освен средствата за здравствените програми, предвидени се средства и за капитални инвестиции во износ од 1.920 милиони денари. Клучните проекти овдека секако ќе бидат почетокот на градбата на новиот клинички центар во Скопје и новата клиничка болница во Штип и секако до завршувањето на клиничката болница во Тетово, како и изградбата на 5 центарот во Република Македонија, односно во Скопје. За образованието, детската заштита и спортот, капиталните инвестиции ќе достигнат 2 милиарди и 400 милиони денари наменети за изградба и реконструкција на училишта, градинки, спортски сали, студентски домови, универзитети, набавка на современа лабораториска опрема и слично. Би сакал на крајот да се задржам на финансирањето на буџетскиот дефицит. Планираното ниво на дефицит од 3,5% од бруто домашниот производ ќе се финансира преку комбинација на надворешни и домашни извори. Ликвидноста на домашниот банкарски сектор е висока и тоа возможува со ниска камата, со мали трошоци државата да ги обезбедува финансиските средства што се потребни за финансирање и на буџетскиот дефицит и на проектите кои што се финансираат од буџетот, исто како што го прават и сите други држави во Европа. А од друга страна, состојбите на пазарот на капитал ќе бидат будно следени и ќе настојуваме во тој сегмент, доколку има поволни услови, поволни околности, да обезбедиме и надворешно финансирање, што ќе помогне во делот на одржување на високо ниво на девизни резерви и стабилна девизна позиција на Република Македонија. Почитувани пратеници, сметам дека изнесов доволно аргументи, доволно докази
дека буџетот за 2014 година е буџет кој што ќе овозможи подинамичен економски развој и ќе ја задржи социјалната стабилност во Република Македонија и секако од тие причини ја заслужува вашата поддршка. Благодарам. Благодарам и јас.